повод меѓународниот ден на спортот решивме да ја истакнеме на некој начин преку вклучување на лице место важноста на физичката активност и се разбира важноста на градењето на оние здрави навики. Ово утро сме заедно со фитнес тренерот Бојан Живковиќ, кој верувам дека многу подетално ќе знае да ни каже кои се всушност самите бенефити од спортот и од самите тие физички активности, доколку би ги извршувале често или пак секојдневно. Да му посакаме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Вистина ми е драго што имаме можност вака да го одбележиме меѓународниот ден на спортот. На самиот почеток ќе прашам колку е всушност важноста за градењето на тие здрави навики и честата физичка активност. Секојдневната физичка активност, односно спортувањето е многу важно за нашето здравје. Треба се практикува минимум 3 до 5 пати физичка активност во неделата, зависно од условите. Моја лична препорака е сега иде убаво време, топло време, 3 пати во неделата фитнес центар, 3 пати физичка активност на отворено. Дали доколку би се практикувало секој ден во неделата фитнес, е претерано на некој начин, па и лошо за нашето здравје? Добро, фитнес 3 до 5 пати во неделата е сосема доволно, се зависи што сакаме да постигнеме. Ние сега ќе говориме за рекреативци, не збориме за спортисти и професионалци. Значи 3 до 5, минимум 3-5 пати максимум е доволно, сосема доволно. Мора 2 дена во неделата телото да одмори, да се регенерира. А бидејќи сега иде убаво време, најбово е малце да излеземе во природа. Планинарење, пешачење, велосипедизам, џогирање. Кои се оние најчести грешки кои што ги прават оние кои сакаат да тренираат токму овде на фитнес? Што е она кое што како почетници го прават, односно кои се најчестите грешки, па вие од тука би ги посоветувале? Најчеста и најфреквентна грешка, да кажам, доаѓаат, односно се пресокнуваат делот за гревање. Почнуваат веднаш со вежбање, веднаш со физичка активност, а го прескокнуваат најбитниот дел, загревањето и истегнувањето. Сега јас во мојата пракса ставам фокус на корективните вежби и вежби за активација на мускултурата на телото, се со цел подобрување на постурата на телото, значи држењето на телото. Бидејќи во денешно време повеќето луѓе се во седечка позиција на работа, пред компјутери, телефони, страда вратот, страда грбот, кичмата. Не смееме да забораваме дека овие корективни вежби најдобро ги почнеме уште кај децата кои се во фаза на развој. Значи, овие корективни вежби се буквално за сите. Јас ги користам како загревање, тие корективни вежби за активација, па после преминуваме на вежбање на справи. Дали постојат одреден дел на луѓе за кои што не се препорачува фитнесот? Фитнесот се препорачува за секого. Да, за секој. Сега треба начинот на вежбање, да се види кои се неговите потреби. Имаме некои луѓе што имаат повреди или постоперативно, значи вежбите се прилагодуваат спрема клиентот, спрема вежбачот. Долги години сте во овој свет, така да кажам, се случува ли често оние почетници кои што ќе дојдат во првите неколку дена да видат дека е тешко и да се откажат? Па има такви случаи, меѓутоа многу се ретки. Има, да, и има и некои своје глави што не случуваат совет, па после ќе увида дека сгрешили, пак се враќаат, ајде сега кажи како требаше. Кој е вашиот совет до оние кои што се откажуваат? Па нека размислат зашто почнале. Првенствената мотивација која... Некој почнал има мака со здравјето, односно вишок килограми, некој сака да зголеми килограми, да накачи килограми, некој има проблеми со држењето, секој си има своја одредена проблематика, да кажеме. Меѓутоа, јас препорачувам фитнес и движење за секого, за сите возрасти. Пред самиот крај сакам да напоменеме и за важноста на исхраната, односно многумина сметаат дека доколку вежбаат само дека тоа е градење на здрава навика, но верувам дека треба да ја спомнеме и здравата исхрана. Златен триаголник, можам словно да кажам, во нашето секојдневие исхрана, вежбање, одмор. Тие се три важни карики, алки,
кои се поврзани меѓу себе, една без друга не може, да. Значи мора да имаме соодветна правилна исхрана, соодветен тренинг и соодветен одмор. Значи сонот е многу битен. 6 до 8 сати некој се препорачува, зависи кај секој индивиду е различно. Меѓутоа тие три алки ако ги имаме меѓу себе во добар сооднос, тогаш ќе имаме и добар резултат. А под здрава храна, дали подразбираме буквално здрава храна или балансирана храна? Што е подобро? Балансирана храна. Зависи од индивидуата, од човекот, нели? Ама балансирана, све што умерено и балансирано е окей, да биде во граници на нормалата. Што сепак луѓе сме, не секој може строго, ригорозно се придржува кон некои диети, кон некој начин исхрана, се препорачува балансирано да се исхранува. Благодарам многу за одвоеното време и за тоа што имавме можност еве вака на овој начин да го одбележиме денешниот ден. Ви благодарам и на вас. Ве очекувам во Палестра фитнес центар да дојдете. Може да ги демонстрираме во некоја прилика тие корективни вежби, да видите, да пробате на себе, па после ќе Следен пат може да покажеме некои утренски вежби. Да, може. Фала ви. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека достојно го одбележавме денешниот ден, меѓународниот ден на спортот, каде што кажавме всушност за колкава е важноста за градењето на тие здрави навики, но воедно и колку всушност здравата исхрана, но и балансирана игра голема улога.